на сите присутни, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Дозволете прво да се заблагодарам на поканата и на топлото добре дојде од мојот пријател и драг колега, господинот Звиздич, од Советот на министрите, кој што навистина во една пријателска и топла атмосфера заедно ги отвараме убавите перспективи на регионот, но посебно во соработката помеѓу нашите две земји, Република Македонија и Босна и Херцеговина. Во тоа име, ако е важно, согласно Берлинскиот процес и пораките од самитот од Трст, дека регионалната соработка навистина е нешто кое што мора да биде обврска на сите нас, но и потреба на сите нас, денеска на дело испраќаме сериозна порака дека Босна и Херцеговина и Македонија почна таа регионална соработка на дело да ја покажуваат со потпишувањето на ваквите меморандуми и договори, кои што се од многу важно значење за граѓаните на Македонија и на Босна и Херцеговина. Ja se izvinam. Ima li potrebe da prevodimo onda ako su svi razumjeli? Prije svega, dobar dan svima, dobar dan građanima, dobar dan predstavnicima vlasti Republike Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine. Ja želim prije svega da se zahvalim toploj dobrodošlici prije svega gospodina Zvizdića, dragog prijatelja i svih ostalih ovdje u Bosni i Hercegovini, da kažem, kao što je on rekao, da prijatelji dolaze prijateljima i da želimo da nastavimo ovu saradnju. I u skladu sa Berlinskim dogovorom i sa ovim u Trstu, mi iz Makedonije i iz Bosne i Hercegovine šaljemo jaku poruku da Makedonija i Bosna i Hercegovina žele da idu napred i da prave korak prema tome. Денеска подпишавме еден меморандум за соработка во областа на земјоделството, која што навистина ги отвара перспективите на унапредување на соработката во областа на земјоделието, но и можноста да заедно настапат компаниите од Република Македонија и Босна и Херцеговина пред меѓународните пазари, истовремено заедно да аплицираат на меѓународни проекти, на ИПА компонентите кои што се отворени према двете земји. Исто така значаен договор помеѓу Министерството за култура и Министерството за... Samo da završim, se izvinujem za zemljodelijetu. Danas smo potpisali jedan veoma značajan ugovor o saradnji u oblasti poljoprivrede, koji se odnosi ne samo na saradnji Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije u oblasti poljoprivrede i na poboljšanju uvjeta i saradnje, već se odnosi i na to da možemo nastupati zajedno prema drugim tržištima, da možemo nastupati zajedno prema IPA fondovima i da možemo ostvariti saradnju na bilo kojem drugom nivou, da poboljšamo sve uvjete i proizvodnje i saradnje u oblasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji. Исто, вториот меморандум и договор за соработка во областа на културата, која што денеска го подпишавме, требало уште многу поодамна да биде подпишано, но еве конечно се случува, која што ќе овозможи многу легална пријателска соработка во областа на културата помеѓу двете земји, и тоа е од областа на театарот, уметноста, сликарството и сето она кое што значи споделување на нашите различни култури како богатства кои што постојат помеѓу двете мултиетнички земји. Takođe, drugi memorandum i ugovor koji smo danas potpisali, a koji u stvari trebao odavno da se potpiše, je iz oblasti kulture. To je ne samo u oblasti saradnje između ove dvije zemlje, već da se poboljšaju odnosi, da se poboljša saradnja u oblasti kulture na svakom mogućem nivou. Остануваат на возвратната посета која што Советот на министри ќе ја направи во периодот пред нас. Се надевам уште следната есен да можеме да ги подпишеме договорите за меѓусебно признавање на возачките дозволи, да може да подпишеме договори со кои што граѓаните ќе патуваат со лични карти, а не со пасоши. Се надеваме, како што рече мојот пријател Звиздич, да отвориме авионска линија помеѓу двете земји.
но веќе зедовме од денеска обврска да ги тргнеме и тие царински бариери и пречки кои што постојат во неколку видови на производи помеѓу нашите две земји, за да можеме навистина да соработката ја отвориме во сетиот нејзин аспект и сјај, каде што граѓаните на двете земји ќе можат да ги конзумираат овие бенефити на соработка помеѓу двете земји. Takođe, ja se nadam i očekujem da će već ove jeseni gospodin Zvizdić posjetiti Republiku Makedoniju i da ćemo tada razgovarati i potpisati još dokumenata i još vrsta saradnje. Takođe, nadam se da će doći do priznavanja dokumenata kao što su vozačke dozvole, lične karte i tako dalje s obje strane, da će doći do toga da se potpiše ugovor da građani Republike Makedonije i građani Bosne i Hercegovine mogu putovati u jednu i drugu zemlju samo s ličnim kartama, ne kao do sada sa pasošima. Takođe, nadam se da će doći do otvaranja redovne avionske linije između dva glavna grada iz Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije i nadam se da će građani ove dvije države moći da uživaju u ovim benefitima u svom njihovom sjaju i da će to poboljšati u svakom slučaju i u svakom pogledu živote građana ove dvije zemlje. Сакам овде од Сараево да ги поздравам успесите на Советот на министри, кои што се направени во поглед на европските и евроатлантските интеграции, да посакам успешно спроведување на МАПот, кој што Босна го има пред себе и секако процесот на пополнување на одговорите на прашалникот, кој што е испорачан и да посакам на граѓаните на Босна и Херцеговина брзо добивање кандидатски статус за членство во Европската Унија. Želim odavde iz Sarajeva da pošaljem čestitke Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na uspjesima i koje su postigli u približavanju Evropskoj uniji. Želim da poželim puno uspjeha u popunjavanju mape i što uspješnijem odgovorima o ispunjavanju odgovora prema Evropskoj uniji, kako bi Bosna i Hercegovina što prije došla do statusa kandidata za Evropsku uniju. Ова што Советот на министри го покажува преку повеќе од 3000 одлуки со консензус, се со конечна цел да ги убрза процесите на унапредување на севкупниот квалитет на живот на граѓаните во Босна и Херцеговина, а при тоа, имајќи ги во предвид сите различности, навистина е за поздравување и за респект, која што толку многу му е потребно на овој мултиетнички регион. Ovo što je Vijeće ministara postiglo, da je postignut konsenzus na više od 3000 pitanja, kako bi se odgovorilo prema Evropskoj uniji, što doprinosi na poboljšanju života i da se doprinese poboljšanju života u Bosni i Hercegovini, je zaista za veliko poštovanje i respekt. I takođe nadam se da će što prije doći do svih ovih, da će i nastaviti ovo sve u tom stilu, da će život u Bosni i Hercegovini i da će građani Bosne i Hercegovine što prije doći do kandidatskog statusa. Ние сме две земји кои што веруваат дека е огромно богатство и предност нашата мултиетничност, мултирелигичност и мултикултурализам. Двете земји веруваат во тоа богатство дека представува сериозна предност во нашиот напредок, во севкупниот развој кој што го планираме за нашите земји и верувам дека на крајот на денот еднаквоста помеѓу различностите се темелите на Европската Унија. Веруваме во тие вредности и ветивме дека заедно ќе ги унапредиме. Mi vjerujemo da je različitost i multietničnost i multijezičnost jedno veliko bogatstvo i u Bosni i Hercegovini i u Republici Makedoniji. Mi vjerujemo da je to jedno veliko bogatstvo i je naša prednost u svemu ovome. Takođe, različitost, jednakost u različitosti je temeljna osnova i Evropske unije. Ja mislim da je to naša prednost za ulazak u Evropsku uniju i mislim da je to nešto što treba da njegujemo i dalje i da unapređujemo i dalje. Пораката што сакам да испратам овде од Сараево е дека доаѓа време кога политичар од еден етникум ќе се бори за унапредување на правата
на граѓаните од друг етнику. Тоа е едината во која што овој наш мултиетнички регион треба да ја има и да ја негува. Знам дека Босна и Херцеговина тоа го прави, нашата Македонија исто така тоа го прави. И во тоа име сакам да испратам порака до граѓаните на Босна и Херцеговина да почесто ја посетуваат Република Македонија, да ја чувствуваат како своја пријателска земја, да ја унапредат соработката помеѓу двете земји, но истовремено да ги поканам и од овде, од Сараево, граѓаните на Република Македонија, што почесто доаѓаат во Сараево, во Мостар, насекаде во Босна и Херцеговина, заради тоа што сите имаме обврска да придонесеме во унапредувањето на односите помеѓу нашите две земји. Ja mislim da je budućnost koju ćemo uskoro vidjeti i u Republici Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, da će političari iz jedne etničke skupine boriti se za prava građana druge etničke skupine. To se već, kao što vidim, događa u Bosni i Hercegovini, događa se i u Makedoniji i nadam se da će to tako produžiti. Odavde iz Sarajeva bih želio da pošaljem poruku da svi treba da radimo i da unapređujemo sve i da stvaramo kvalitetnije odnose. Želim da pozovem sve građane Bosne i Hercegovine da dođu u Makedoniju, da rado kao u prijateljsku zemlju, da je rado posjećuju, da se upoznaju, da osjećaju Makedoniju kao svojom vlastitom državom. Takođe, odavde iz Sarajeva želim da pozovem sve građane Republike Makedonije da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, da posjećuju Mostar, Sarajevo, sve ostale gradove u Bosni i Hercegovini, da se sprijateljuju s ljudima, da stvaraju sve i bolje i uspješnije odnose.